научна книга и я препорачвам на децата да я читат. Много е лесна и интересна и се надевам дека сите деца можат да ја прочитат. Ова е Вики. Таа може да си изброи годините на прстите од левата рака. Десната рака не ја користи за броење, туку ја користи за цртање во црвена тетрадка. Црвената боја е омилена. Вики седела на скалите и со двете раце го галела Бакс низ. Мама има црвена коса, тато имал црвена коса, Мартин имал црвена коса и јас имам црвена коса. Ние сме семејство. Само мама носи очила, тато носи очила, Мартин носи очила. Само јас не носам очила. Кучињата обично не носеле очила. Или носеле. Да не ги видел некој моите очила, прашала подоцна мама. Тато извикал, кој му го направи ова на кучето? Додека ги одврзуваше очилата на мама од Бакс. А Мартин се смеел на цел глас и рекол: прекрасно, Бакс личи на мама. Вики е била тажна, сакала да носи очила како мама, тато, па дури и Мартин. Таа стоела пред огледалото и се цртала очила околу очите со симфомост. Тие изгледале малку необично, но сепак тие биле нејзините први очила. Кој цртал по огледалото? Сакала да знае мама. Мајка. Веднаш да ги избришеш овие чкртаници. Тоа се моите очила, објаснила Вики. Види колку убаво ми стојат. Мајката се наведнала за да може поубаво да ја види Вики со очила. Во право си, рекла таа со насмевка. Би сакала и јас да имам вакви очила. Вики сакала да ја гушна мама, но ако се помрднала, нема веќе да ги имала преубавите и очила и нема да личила на мама. Вики знаела дека со очила се гледа подобро, така и кажал тато кога ги купиле очилата за Мартин, а за неа немало. И дале само една бескорисна кадифена мачка. Вики втрчала во собата и почнала да го бара својот мачур во ормарот. Изгледало толку обично, Вики му направила очила од парче жица. Сега личиш на тато. Наскоро сите кукли, мечето, мајмунчето, па дури и големиот кит на дување добиле очила од жица. Сега сите вие сте дел од нашето семејство, рекла Вики гордо. Таа вечер тато заспал во својата удобна фотелија. Вики тивко се прикренала на прсти и нежно му ги симнала очилата на тато. Тој мрднал, но продолжил да спие. Вики ги затворила очите и со голема возбуда ги ставила очилата на тато. Погледнала, подмигнала кон телевизорот, но се бело матно. Вики истикала толку гласно што го разбудила тато. Таткото ја прашал: зошто врескаш, Вики? Таа рече: ти ми рече дека луѓето со очила гледаат подобро. Но таткото ја објаснил дека само тие што гледаат лошо без нив. И ја галел по косата. Потоа тато и рекол: нема зошто да се плашиш поради тоа што си различна. Тогаш Вики прашала со трепелив глас: значи јас не му припаѓам на ова семејство, бидејќи сите вие носите очила, ти имаш најздрави очи од целото наше семејство, рекол тато. И ја седнал Вики во својот скут. И најубави додала мама: и ти ги правиш најубавите китовски очила што некогаш сум ги видел, рекол Мартин, намигнувајќи и. Потоа сите
се гушна и трите рала очила се чукнале како чаши за вино. Мама, тато и Мартин избувнале од смеја, а веднаш потоа и Вики почела да се смее бидејќи сватила дека нема потреба да се плаши поради тоа што е различна.